Sine, štom te ukoruvam, što i da praviš, te zaštituvam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, za se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo se koje srce. Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja kako na nebото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукаваго, од лукавиот. Зашто Твое е царството, силата, славата, волјата, се е Твое. Во веки векови. Амин. Од земјата до небесото зборуваме за Татко на небесата, деца на земјата. И дека се е Негово, царството, силата, волјата. Духот вдахнат во нас да станеме, во нашето лице да станеме жива душа, да станеме личности, да станеме луѓе кои можат, синови човечки, чиј татко е сатаната, татко на лагата, да можеме да се вратиме повторно кај небесниот татко, по своја волја во времето на милост која ни е дадено на земјата, тоа е христијанство. Сите тие други телесни обреди, традиции, почитувања не ве водат до Господ Исус Христос. И вие немате сила, немате дух да му се спротивставите на сатаната. Читаме некои поуки. Сатаната влегува во заедниците со погрешни доктрини и учења. Малку квас го заквасува целото тесто и затоа црквите телесни се бесилни. Немаат сила, не покажуваат сила, зашто луѓето кога ќе видат Божја сила, сите трчаат таму, например. Некој ќе почне да исцелува и сите ќе нагрвалат таму да бидат исцелени. Единствен исцелител е Духот на Исус. Исус Христос исцелува трајно, сето друго е привремено, демоните излегуваат и влегуваат. Оној кој дојде преку вода и крв. Зборуваме за Исус и преку Духот. Тоа е Исус Христос, значи вода, крв и Духот. Не само преку вода, пазете, преку вода и крв дојде. Ќе го објасниме тоа потем. Духот е оној кој сведочи, зашто Духот е вистина. 1 Јован 5:6. Значи имаме сведоштво, треба да бидеме сведоци на Господ Исус Христос, не Јеховини сведоци по Стариот Завет, не го признаваат Исус. Исус е портата, преку Него само се спасуваме. Значи вода, крв и Духот се важни елементи. Оваа чаша, значи Исус го прави тоа и тие го имитираат како обред. Значи новиот сојуз на темел на мојата крв, 1 Коринтијаните 11:23-26, значи ја крева чашата со вино, го раскршува лебот символично да им покаже како треба тие да се раскршат за браќата, да се раздадат, бидејќи тој е живиот леб што слезе од небото и му дава живот на светот. Тој е животодавниот леб, тој е словото натопено со крвта во Откровение, живо слово кое оживува. Тоа актерите би требало да го знаат. Се материализира во срцата и душите на гледачите и тие имаат одговорност. Тоа што го играат дека ќе им се случува, бидејќи актерот е човек кој има голема верба, така да тие трчаат по распадливи венци, награди кои им даваат, например, по подминати години зголемување на приходот, работат за материјални, за телесни богатства. А некој трча со Исус за нераспадлив венец. Те сакам Господ Исусе Христе. Оваа чаша, значи новиот сојуз на темел на мојата крв, тој ја пролеа својата крв и ви дава нов сојуз, да бидеш попрскан со крвта, да не грешиш повеќе. Друг препев. Оваа чаша
и новиот завет во мојата крв, ова правете го кога ќе пиете за мој спомен. Истиот стих. Значи, за негов спомен треба да бидеш христијанин, воден од духот, да се раздадеш како Исус. И тие мислат дека тој имитативен обред, ако влегуваш во реката, те потопува, или рипаш по крстот, или вапцаш јајца, што е критско-микенска култура, или ја славиш женскиот култ од античка Македонија. Доказ за тоа е во Дион, светиот град на македонците, 300 години пред Исус Христос ја имаме Богородица, која има православните цркви со Исус, односно тоа е женската Божица, Божица на плодородието. Оваа чаша е новиот завет меѓу Бог и во вас, запечатени со мојата крв. 1 Коринтијаните 11:23-26. Исус предава и пренесува. Тоа е крвта која тој ја прелеа да плати за гревовите на цел свет. Ако ја прифатиш, да дојдеш, да те попрска со крвта, тие претходно колеа, грлици, разни птици, гулаби, се прскаа со крвта, некој да плати за твојот грев. Сега плаќа таткото, овоплотен во Исус, во полна сила. Значи, духот е внатре во него. На почетокот, кога те потопуваат во вода, доаѓа духот, ако вистински срцето ти е право. Останува над тебе и тој процес како да влезе во тебе. И вам ви го пренесувам она што Господ мене ми го предаде. Значи, на Исус што му предаде Господ? Лепи вино? Не, духот. 11:23. Јас го примив од Господ она што ви го предадов. 11:23. Зборуваме за 1 Коринтијаните. Прекрши леп, себе си се прекрши. Словото, духовна храна, тоа му го даде таткото. Таткото не му даде горе леп. И чаша со вино, крв пролеана за сите. Значи, сите се повикани, дојдете при мене сите. Само треба да дојдеш, доаѓањето е тој процес, тебе не ти се допаѓа нешто, светлината те осветлува, гледаш дека има дух во заедницата, полесно ти е да одиш во некои мртви заедници, каде што теоретски, например, се евангелизира, си раскажувате како во училнице, како во основно и средно училиште. И тоа знаење од основно и средно ти е општа култура. Не ти дава способност, ако немаш дарба од него во духот, да работиш нешто. Значи, одиме на вода, прекрши леп, себе си словото, духовна храна и чаша со вино, крв пролеана за сите. Одиме на вода, жива вода имаме и роден од мајчина утроба. Значи, роден од вода, дојде преку вода, тој е дојден да стане човек, се откажа од Божјата природа, преку мајчина утроба, плодова вода и преку жива вода, роден од мајчина утроба, тоа е крвта на новиот завет и преку духот. Сушност, преку духот, кога тој беше искапен во реката, значи, Јован вели, ово е тој што иде по мене, кој ќе крштева. Со вода, не со вода, со свети дух. На друго место вели со оган. Значи, за тоа крштение станува збор за внатрешно. Затоа добрата вест им е објавена и на мртвите, и преку духот, за во телото да бидат осудени во очите на луѓето со смрт, нели, заради Адам, но во Божјите очи да живеат по духот. 1 Петар 4:6. Во Божјите очи да живеат преку духот. Те молам да ни ги отвориш тие Божји очи, да разбереме што е твојата волја во нашите животи, да дојдеш и во Македонија да ни помогнеш да се тргне ова негирање, ова сатанска пранга која го тера народот да мрази. Во Божји очи да живеат по духот. 1 Петар 4:6. Друг препев вели, зошто и на мртвите им беше проповедано Евангелието. Терминот мртви, значи остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Тие се мртви и немаат дух. Значи ти си мртов телесен човек без духот да те оживее. Мртов си зашто имаш рок на трајање, како во некоја самопослуга имаш производ, трае од тогаш до тогаш. И ти си таков производ. Ти си создание и имаш мисли или на таткото небесен Исус те води духот, или те води духот на овој свет на сатаната. Ти си сад. Значи по духот по Бога да живееш, по духот по Бога. Ти само во духот живееш, бидејќи вдахнатиот дух, што е исцицан светлина, вечната љубов, вдахната ти е во материјата и ти си станал жива душа во лицето. Друг препев, токму заради ова радосната вест им беше проповедана на оние што починаа. Значи имаме првата смрт, телото оди во земја. Душата, односно духот, се враќа кај оние што го дал на суд. Втората смрт е низ огнено езеро, третата смрт е кога комплетно ќе оставиш се и ќе се претопиш во љубовта. Те сакам Господ Исусе Христе и тоа е воскресение, премин од темнина во неговата чудесна светлина вечна.
на они што почина, иако телата беа казнети со смрт, они тие ќе живеат духовно како што и Бог живее. Како дух 1 Петар 4:6, значи тие се умрени и живеат духовно. Затоа им велам на луѓето, почина една жена сега на еден наш сотрудник кој можеби не е стабилен многу. Тој вели, таа ќе ми се јавува, ќе доаѓа. Не, нема да ти се јавува, таа се враќа, има ново име, духовно се враќа во духовниот свет. Таму нема жени, мајки и деца, таму сите сме деца на небесниот татко. Духот оживува, телото ништо не помага, преку вода дојде телесна од мајчина утроба и преку духот, преку жива вода. Одиме сега до крвта, ја пролеа својата крв. Крвта е душа, ја даде својата душа. Не јадете крв, го има тоа во Стариот Завет. Крвта е душа, ја пролеа својата крв за сите нас. Плати за гревовите. Тешко луѓето го разбираат овој принцип, не им пука, што би рекле нашите одродени македонци, што се пишале болгарци во Пиринска Македонија, во цела Болгарија, во таа Тракија. Плати за гревовите, ја даде душата своја за браќата и ние треба да сме еден дух со него, ете така да се раздаваме, да сме еден дух со него, значи да ги раздаваме, да го раздаваме своето време, своето тело за негова служба, оној што ги држи неговите заповеди останува во единство со него. Неговата заповед да имаш милост, сакам а не жртви, љуби го својот ближен како себе си, секој што ќе го види синот и поверува во него, ќе има живот вечен, тој во единство со таквиот, и потоа знаеме дека тој останува во единство со нас по духот што ни го даде. 1 Јован 3:24, дали ти имаш дух и сила да се спротивставиш на злото, да останеш стабилен во мир, кој го победува светот, да го победиш овој лажен свет. Па тој што верува дека Исус, што верува вистински, што му е доверен, што му има поверение, оние што се придржуваат до Божите заповеди живеат во нераскинливо заедништво со Таткото и тој трајно живее во нив. Значи, трајно живее во нив, вечно, значи ти стануваш вечен од смртна природа, ако го разбираш ова на друг начин. Трајно живее во нив, како знаеме дека тој живее во нас, доказ за тоа е Светиот Дух, што ни го даде Христос, 1 Јован 4:24, и оној што ги чува заповедите негови, пребива во него и тој во него, па гледаш дека има нешто го движи, ако си буден, ако не ги разликуваш духовите ништо, сите заедници ти изгледаат исти. Негде има радост, правда, мир, радост во Светиот Дух. И има, например, радост во Светиот Дух. Песни слегуваат автентични на групата. Слегуваат овие проповеди кои не се од човечко учење. Оди тоа на медиуми, има сведоштва, нели, словото на своето сведоштво, така се победува сатаната. И оној што ги чува заповедите негови пребива во него и тој во него, дека тој пребива во нас, знаеме по духот што ни го дал. 1 Јован 3:24. Значи тогаш ти се гледа дека имаш дух. 1 Коринтијаните 11:12, не постапуваш како сите, сите јадат лепи вино, ти јадеш, сите рипаат во реката, ти рипаш, сите вапцаат јајца, сите одат по цркви, палат свеки, ти правиш, не правиш ти. Духот оди каде што сака, ти си воден од духот. Воден си од духот, 1 Коринтијаните 11:12, копнеете по дарови на духот, копнееш да се соединиш, сродиш со него во Царството Божјо. Дела 11:28, го бараш Царството Божјо. Не овде бараш награди, распадливи венци за да имаш голема пензија, кој ќе видиш кој ги добива наградите. Еден професор имав интересен, кој вереше тихо, тој знаеше дека јас не сум само актер, дека има нешто, ти треба да бидеш драматург, режисер, така ме предлагаше разни работи. Јас треба да бидам следбеник на Господ Исус Христос, тоа сум, нели? Наградите не ги добиваат тие, во светот нема правда, што вика Стојан Герасимов, македонец од Пиринска Македонија, кој води една баптистичка црква. Таму некаде, а оден по затвори, барајќи ја правдата, дошол до Исус Христов, одиме понатаму, Агав стана и преку духот предскажа дека по цел свет ќе завладее голем глад. Глад за што? За љубов. Мислите ли дека писмото залудо вели духот на завист? Тоа е духот на овој свет кој го носиме во себе, потајно копне цело време по нешто. Јаков 4:5, се нешто му фали, тоа е тој дух на овој свет, завист. Оно да предадеш се, да оставиш се, да се одврзеш. Нали, мислите дека тој писмото е напразно зборува, со ревност го љуби духот што го вселил во нас. Видете он како го разбира, друг препев. И третиот препев, зарем мислите дека писмото попусто кажува дека духот што Бог го поставил да живее во нас, со ревност копне за нашата верност према него. 4:5, те сакам Господи Исусе Христе. Видете, Јаков 4:5,
Ние зборуваме за духот на овој свет кој постојано нешто ти фали, имаш пари, бараш уште, бараш ова и не си задоволен. Тоа пошто копнееше вечната љубов на Таткото Небесен, да се вратиш во својата изворна духовна природа, да излезеш од ова тело и да се вратиш во светот на вечната љубов, во Божјото царство. Значи, 308 различни толкувања, иако сме само во тело човечка мудрост ќе сгрешиме, што значи овој стих го толкуваш со сопствено знаење. Бараш толкување, затоа слегуваат овие, он зборува, он ги врши делата, ако исполнуваш принципот на Исус. Исус заминува, ти застануваш на Исусово место, Духот слегува и те води. Тоа е христијанин, другото е телесно. Само имитативни обреди, како мали деца што се расправаат по пазариштата. Тоа се сатански синагоги. Тоа се евреи кои не се евреи, христијани кои не се христијани. Си живеат по стариот дух. Копнеат постојано по нешто им недостасува. Тоа што ти недостасува е љубовта на Таткото Небесен. Затоа сме нужни како леб на животот. Ни е нужен Господ Исус Христос, отил Он доаѓа само преку Духот. Крштева во распломтен дух на капината која не согорува, Мојсеј во капината во пустина, се сеќавате, стоиш на свето место. Нели? Крштева со оган и дух на љубовта, ете тоа е вистинско крштение, да се промениш и да се оставиш стариот. Не е тоа телесно, телесните обреди не те водат до Исус. Тој вели на едно место, обрезанијата телесно не е ништо, него духовно треба во срцето да си обрезан, да си ми го предадел срцето. И тие велат во името на Светиот Дух, одете и научете ги сите народи. Еден препев го нема тоа Отецот, Синот и Светиот Дух, што е како некоја поговорка узречица и ништо не разбираат сега кој е Отецот, кој е Синот, кој е Светиот Дух. Крштевајте ги во името на Светиот Дух, сака да каже со Духот да одиш. Научете ги сите народи, крштевајќи ги во водна бања во Словото, па во името на Светиот Дух, Матеј 28:19. Од тука само тој дел и они го имаат како име Отца и Сина и Светиот Дух, Отца и Сина и Светиот Дух, ништо не значи тоа, ништо не значи, ништо. Сосема е спротивно, се што ќе побарате во моје име, имаме име Господ Исус Христос. Ти велат Богородица ги спасува. Тоа е традиција од античка Македонија, Артемида, Тиха, Божицата Ма и сите тие таму други. Хера. Друг препев вели во името на Отецот, Синот и Светиот Дух 28:19 и тука е таа што е тоа Отец, Син и духовно крштение и Светиот Дух и ти мисла дека се личности, ти не знаеш кому да му се молиш и хаос. И духовно крштение родение од телесен стар во Исусов духовен човек. Се што ќе побарате, вели Исус, во мое име од Отецот, до сега не сте барале во мое име. Името е Господ Исус Христос, име над секој име, нема друго име и секое колено ќе клетне пред него. До сега не баравте во моје име, барајте ќе ви се даде. И тега ти наместо во Исусово име, ти во Отецот, Синот и Светиот Дух, таму го нема Исусовото име. Тоа е тој подметнат моментот. Сатаната доаѓа преку вода и крв и преку духот. Каде доаѓа? Мислам дека објаснивме вода, телесна и духовна. Крв ја пролеа својата крв преку духот, мора да дојде Исус. Да му направиш место во твоето срце за да разбереш, телесниот човек не го разбира ова и само си блабот и блее, тоа се кози. Зборат за Исус одат каде што сакаат и ќе бидат одделени на крајот овците од козите. Овците се тие што одат по овчарот, го слушаат гласот на овчарот на Исус. Тој некогаш зборува преку сотрудник, преку стотник, преку старешина на заедница. Каде доаѓа, например, на која адреса доаѓа Исус? Моето срце без број или твоето срце без број, тука треба да дојде. Знаете, во Христос сите ќе оживеат, 1 Коринтијаните 15:22, во Христос кога си во него. Како да бидеш во него, па да влезеш треба, некако оние вратата немаш дух и од вратата се затвора, доаѓа Господарот. Отворени не ве познавам, да те познава треба да му го дадеш срцето. Во Адам сите умираат. Ти си по Адам тогаш, преку вода доаѓа жива вода или мајкина утроба плодова вода, крв, дали ја прифаќаш крвта Исусова, да плати за твојот грев и да му се вратиш, да предадеш, ветиш, да не останеш во старата кал, плоеница и природа. Например, тогаш треба кога вели тој покајно крштение, ти сакаш да дознаеш за Исус. Влегуваш во водата и Духот се појавува. И тогаш ти го имаш тој момент како Духот да влезе во тебе. Без тоа ти остануваш надвор, Духот е надвор. Ти немаш дух. И преку Духот да го зајакнеме својот внатрешен човек со силата што доаѓа преку неговиот Дух. Ефесијаните 3:16. Ете тоа е тоа. Ти немаш сила да се спротиставиш без Духот. Друг препев да ви даде по богатството на својата слава сила. Ете тоа е тоа.
да се утврдите преку неговиот дух во внатрешниот човек, внатрешен духовен човек, и преку верата Христос да се всели во срцата ваши 3:16, вистински да се всели. Он да живее, да не решаваш ти, он да кажува. Да, јас мене Исус ме води, мене Исус ме учи, проште 5 години гледаш дека живее во пораз, нема ништо. Што те учи Исус? Да дремеш овде? Ако Исус те учи, ти ќе зврескаш, ќе бидеш глас на оној што вика во пустината, ќе се случуваат отчитувања, ќе имаш песни, проповеди, молитви, исцелувања. Сите ќе знаат дека си во Исус. Ти седиш во некоја заедница, ве финансира некој таму со парите од илуминатите. Зборуваш за Исус, никој не те есапи, гледа дека немаш ти сила. Беззначаен си, ти си зависен од парите. На интернет вели дека таа една голема заедница ја финансираат пари од илуминатите. Во другите две заедници се обредно стари, значи од античка Македонија пренесени обредите во македонската народна култура, православие. Ситераат обреди кои се бесилни, слават некого друг. Католиците го преузеле тоа, таму веќе се случува нешто друго. Таму се случува нешто друго. Сатански цркви веќе се појавуваат, да дојде да се всели преку Духот Исус, преку неговиот Дух да ви даде внатрешна сила, за да бидете непоколебливи, 3:16 Ефесијаните. Така доаѓа по вода, по крв и дух, во мене, во тебе. Сакаш ли да дојде, ќе му го дадеш ли срцето? Еве уште ја прифативте речта со радоста што доаѓа преку Светиот Дух. Го прифаќаш ли ова слово? 1 Солуњаните 1:6, нашето евангелие не дојде кај вас само со слово, со проучување, туку во сила во Светиот Дух. Те сакам, Господи Исусе Христе. 1:6, нашето евангелие, нели? Со радост да ја прифатиме пораката што доаѓа од Светиот Дух. Дали ја прифаќаш со радост? 1:6, еве уште. На еден му дава вера преку Светиот Дух, на друг му дава лекување преку тој ист Дух. Нели Божиот Дух слегува како 1 Коринтијаните 12:9, нели Божиот Дух слегува како гулаб и доаѓа на Исус, Матеј 3:16. Тој е нишанот да го препознае Јован, бидејќи тој има водене од Духот, но на крајот кога го затвораат, ги прашува Исусовите ученици, ти ли си оној Исуса што треба да дојде или друг да чекаме, значи не го препознава. Има сомнеж во него. Знаете? Те сакам, Господи Исусе Христе, паѓа снегот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Нели Божиот Дух слегува како гулаб, Матеј 3:16, и нели да му се поклонуваме на Господ треба во дух и вистина. Тоа значи Духот да не води и во Исус. Не ние да се водиме нашата волја, нашите желби. И тоа не го разбираат христијаните, телесниот човек. Самиот Дух се завзема за нас. Римјаните 8:26, по Дух обично го излеа врз нас, обилно го излеа. Тит 3:6, ете го како доаѓа по дух и вистина. Зборуваме за вистинско духовно заедништво во Господ Исус Христос. Тие се телесни луѓе, си прават некои обредчиња, си се занесуваат, немаат сила. Се виде тоа, например, кога сатаната нападна со ковидот, со духот на жабите, и кога пастори, водачи на цркви се сликаа како им се става жигот на цверот, вакцината која убива многу луѓе. По делата ќе ги познаете за секогаш Исус. На секаде Исус, во секое срце Исус. Од земјата до небесата, Господе Исусе Христе, изрекувам живот во секој еден кој ќе допрете се во срцето. Дојди, Господе Исусе Христе, и помогни ни. Се покајувам, простувам, не осудувам, се покајувам за гревовите на моите предци, ти го предавам срцето. Дојди во моето срце и помогни ни. Дојди во Македонија и помогни ни. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане. Кај секој еден од нас, се што не е од Исус, да си замине веднаш. Мораш да заминеш од десната страна во силата, молитвена војска. Заповедај, враќаме Македонија во твоја собственост. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Од земјата до небесата те сакам, Господи Исусе Христе. Трчаш за нераспадлив венец, а ти собираш овде богатство на земјата. Каде што е богатството ваше, таму ќе биде срцето ваше, на крајот ќе бидеш измерен со трите духовни димензии, верата, колку си верувал во Исус, надежта на што си се надевал, и љубовта, колку љубов си имал.
Колку љубов си разнел, си раздал, како левот на животот, од вечната љубов на Таткото Небесен, која никогаш не се опира. Те сакам, Господи Исусе Христе. Љубовта Исусова да ве преплави. Амин. Se sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želji očekuvanja, prepušti se na mene, Tatko na ljubav da. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne križi se, ostavi se, ljubav ta moja, lek za se. Ne misli se, ostavi se, prepušti se, vol mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo se koje srce.